Посебно сакам да го истакнам она што преку Министерството за образование добивме 50 таблети во донација на витаминка од Прилеп и Преспав, која што заедно донираат 50 таблети за нашите ученици со социјални кои се социјални случаеви, и мислам дека тоа ќе го направиме во основното училиште Добро Ивановски, каде имаме најповеќе социјални загрозени случаеви од ромската популација, дечињето од ромската популација ќе ги добијат тие таблети, и мислам дека на задоволство на сите тоа ќе биде најдобро таму да се постави. Од она кое што можевме да го видиме во средното училиште или во гимназијата е реновираниот кров, кој што беше со поддршка на Министерството за образование и наука, за што се вложени повеќе од 14 милиони денари, се со цел да се инвестира во образовната инфраструктура која што е значајна. Дополнително разговарав и со дел од наставниот кадар да видиме на кој начин се справуваат со сите предизвици на онлайн наставата и утврдивме дека се навикнале во овој период на еден месец и учениците и наставниците и дека се задоволни од квалитетот на наставата која што се одвива онлайн. Секако дека во основните училишта, она што се ученици од прво до трето и до пето одделение, со сите протоколи спроведени, немаат драстичен број на позитивни случаи во училиштата, никај деца, никај наставници, како што и на целата територија на нашата држава. Тоа што посебно сакам да го истакнам е дека на ниво на целата држава процентот на успешно следење на онлайн настава од учениците кои што се задолжени да ја следат наставата онлайн стигна до 90,2%. Ово укажува дека само за еден месец во споставување на онлайн настава во нашата држава имаме повеќе од 90% ученици кои што следат соодветно и наставници кои што одржуваат настава соодветно. Ми представува особена чест што сум денес тука како представник на Витаминка да доделиме оваа донација која што е од 100 таблет уреди за социјално загрозените семејства и се доделува на децата од Прилеп и дел на децата од Битола. Солидарност и општествена одговорност. Тоа се клучните две работи кои што не смееме да ги заборавиме во овие тешки мигови. Ги повикувам и другите општествени институции, фирми да го следат нашиот пример, затоа што потребна им е помош на многу луѓе во оваа држава.